Здравствениот дом во Радовиш ќе биде енергетски ефикасен објект. Со средства од Министерството за здравство, но и од општината, ова установа ќе ја користи сончевата енергија за затоплување. Деновиве нова столарија и колектори се поставија на специјалистичкиот оддел, а откако ќе биде избран новиот изведувач на распишаниот тендер, нов лик ќе добие и останатиот дел, со што здравствениот дом во Радовиш ќе биде прво земјава кој ќе биде енергетско ефикасен објект. Да ви кажем една работа дека посебно сме радосни што можеме да го најавиме новиот проект за енергетска ефикасност кој помина по постапките по Законот за јавни набавки, кој ќе во тек и тоа вкупната сума некаде е над 1 милион евра и мора да признаеме и тоа дека ќе го извршиме етапно. Во првата етапа ќе бидат заменети прозорите, проектот е направен од проектната единица при Министерството за здравство и тоа при највисоки светски стандарди можеби ќе видиме и здравствен дом со најдобри прозори, со коморни системи, со термоизолациони мостови. Според директорот на здравствениот дом Ванчо Ристов, заштедите ќе бидат огромни и истите ќе се почувствуваат на подолг рок. Во моментов ова институција плаќа по околу 5000 евра за потрошена електрична енергија. Заштедите по овој основ ќе се инвестираат во други намени, зашто Ристов апелираше до сите здравствени домови да размислуваат за примена на енергетско ефикасни елементи. Во проектот за енергетска ефикасност можеби ќе ги очекуваме заштедите и исплатливоста после 10 години. Но замислете дека здравствен дом Радовиш месечно плаќа по 5000 евра за електрична енергија. Инвестирањето во електрична енергија во проекти за заштита на енергетска ефикасност е исплатливо и тоа на долгорочен план, на повеќе децениски план и мора и ова да го спомнам во текни идеја и замисла за проекта, меѓу другото да искористиме и подземната вода во дворното место кое на 9 до 12 метри ја имаме во изобилие. Проектот за енергетска ефикасност на објектите од здравствениот дом на Радовиш чини околу 1 милион евра, од кои во првата етапа ќе се потрошат околу 300.000 евра.